Благодарам, почитуван заменик министер. Доколку износот е голем и не сте во можност да обезбедите средства со ребаланс на буџетот, тогаш можеме комисиски да го намалиме износот на кој што се бара со овој предлог амандман и нормално потоа средствата кои што ќе бидат потребни за довршување на овој проект да бидат обезбедени со буџетот за 2020 година. Јас искрено верувам доколку имате искрена намера да обезбедите средства и да се изгради една пречистителна станица за отпадни води во Крива Паланка, тогаш можеме да ги обезбедиме средствата дел со ребаланс, а дел со буџетот кој што ќе биде за неколку недели или месец дена некаде од прилика за месец дена ќе дојде на разгледување во Собранието на Република Македонија. Почитувана јавност, почитувани кривопаланчани, оваа пречистителна станица за отпадни води е едно од ветувањата исто така на Социјалдемократскиот сојуз во предизборниот период, каде што стои дека Крива Паланка има исклучителен воден потенцијал кој за жал не е заштитен од испуштање на отпадните води. Испуштањето на отпадни води во Крива Паланка без нивно претходно прочистување ја загадува средината во која живеат граѓаните на Крива Паланка, ги уништува плодните површини и го загрозуваат животинскиот фонд и растителниот свет. Испуштањето на отпадни води се уште не е навлезено во критична фаза во која би била загрозена еколошката состојба на Крива Паланка, а следствено на тоа и општата здравствена состојба на граѓаните. Размислувајќи долгорочно, сега е вистинскиот момент за една капитална инвестиција во пречистителна станица која ќе игра битна улога во зачувување на животната средина и добрата здравствена состојба на луѓето и која ќе обезбеди стабилен и чист живот на идните генерации. Се надевам дека ќе останат младите да живеат во Крива Паланка, затоа што имајќи во предвид каква е моменталната ситуација, за жал имаме тренд на иселување и искрено верувам дека ќе се изнајде начин да се задржат младите генерации, се со цел да имаме за кого и да инвестираме и да се надеваме дека Крива Паланка нема да биде една од оние општини каде што ќе доминира повозрасното население. Пречистителната станица ќе продолжам да читам, впрочем, почитувани мои сограѓани, ова што го сега читам е дел од предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, кое што за жал е само едно од многуте лажни и неисполнети ветувања. Пречистителната станица ќе има за цел акумулирање на сите отпадни води од градот, нивно филтрирање, односно физичко чистење, а потоа и хемиско прочистување се со цел намалување на штетните материи кои се содржани во отпадните води. При самата филтрација, пречистителната станица обезбедува нус производи кои што ја поставуваат основата за незината економска самоодржливост и финансиска независност. На пречистителната станица ќе бидат поврзани и одделни индустријски капацитети кои произведуваат отпад од вршењето на работните активности, со што ќе се направи дополнително решение и за отпадните води од индустријската зона во градот. Станица за прочистување на фекални и атмосферски води, прочистување на индустријски отпадни води, унапредување на општата здравствена состојба на граѓаните и зачувување на животинскиот и растителниот свет. Сето ова, кое што досега го кажав, е дел од предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз за локалните избори. Кривопаланчани знаат дека ова до ден денес се уште е само на хартија и дека нема отпочната постапка за реализација на овој проект. Па еве да речеме дека можеби градоначалникот на општина Крива Паланка не е во можност да ги обезбеди овие средства за изградба на овој проект, што впрочем и сите ние знаеме дека за да се изгради еден ваков проект се потребни многу средства. Затоа, како жител на Крива Паланка, сакам да дадам подршка за изградба на овој проект, без разлика што доаѓам од опозицијата, сакам овој проект да биде реализиран, затоа што ни е потребен, и затоа го поднесов амандманот се со цел да овозможиме оваа пречистителна станица да биде изградена. Затоа, почитувани колеги, доколку се согласувате и доколку се согласи заменик министерот, јас се согласувам да прифатиме помал износ, а останатите средства да бидат обезбедени и предвидени во буџетот за 2020 година. Очекувам председавачот на комисијата овој предлог да го стави на гласање. Благодарам. Благодарам. Пред да го ставиме предлогот на гласање, давам пауза од 5 минути, бидејќи во моментов